Koga se dopiraat ovoj i onoj svet. Nekoj nov se rađa ili umira. Od toj dopir živite plaćat. Nekogaš od sreća, drug pat od taga. Sekogaš od ljubov. Od ljubov. Ljubov. Ете, сме сега во живо. Сега ќе ве поканам на едно убаво финално матине во нашето студио. Драго ми е што ќе можеме барем во ова, јас ќе кажам и прилично убава медиумска турнеја на Васко Серафимов, да можеме и на нашата платформа да го представиме во негово дело. Нема да погрешам дека ова е една музичка негова зрелост преточена во овие 40 години или 4 децениско искуство на овој наш прекрасен сестран уметник, самоук. Јас ќе кажам дека тој е човек кој што изминатите години ни покажа што е дистинкција, диверзитет, а она што пак неговото музичко творештво ќе стигне до вистинска адреса. Така што за сите вистински љубеници и конзументи и почитувачи на фан база на почитуваниот Васко Серафимов ќе поканам следниот период. Ова беше само една мала увертира, допир со прекрасната Добрила и Васко како дел од неговиот прекрасен музички пејсаж осликан во сега веќе го имам тоа, Космика. Да, благодарност за Телма телевизија. Добро те најдов, добро ве најдов и еве да кажам, ова што сега го слушавте и го гледавте во моментот, тоа е песмата Допир, текст на Тихомир Јанчовски, нарација Игор Трпчевски, Венко Серафимов гитара и вокал Добрила Грашевска. Тоа е одлични уметници. Така една. Снимано е, има мои дигитални цртежи во едно место 80 километри од Белград, кој се вика Иванчака, еден мој пријател, кум на мојот браточет Желко Прерадовиќ, така една градски парк, цртежи, така една спокојна, убава атмосфера и дружба која што е запишана на албумот Космика. Албум кој што е навистина и правен така да остане долго и да трае долго. 20 парчиња се. Космика
луѓе кои што учествуваа на овој проект како гости, тоа се Зоран Казаков, Владко Стефановски, Синоличка Трпкова, Венко Серафимов, Момчило Бајагич, Владимир Змбов, Добрила Грашевска, Слободан Конјовиќ, Мичо Божиков, Игор Трпчевски, Стево Чепишевски. Поезија од Блаже Коневски. Има 3 песми. Тихомир Јанчовски е присутен со допир и поезија од Тристан Цара, дадаиста со румунско потекло, од таа некаква си таква, како да кажам, уметничка творба, позната по едно место во Швајцарија, Кабарет Волтер. Инаку тоа го кажува мојот браточет Владимир Змбов. Премастерингот на овој преубав албум. И ке те прашав мастерингот, кажи да, на прекрасниот Кокан Димушевски. Да. Браво. Дизајнер на омотот е Натали Николовска, издавач Корпус Деликти Тошо Филиповски, Младенски културен центар или 25 мај. Налепница Бојан Ивановиќ, имаше некои налепници, сега во моментот не се актер, многу битен исто момент на таа една обоеност, атмосфера, натуршик актер и вистина е така Дејан Коневски, кој што многу помогна со таа некаква, со негова дарба, пошто и он има онака богато музичко воспитание, во смисол ги знае работија. И еве една најава да ве поканам сите на 26 април? 26 среда, оваа недела. Следната седмица? Следната седмица во Капиштец. Местото се вика Джези во 19 часот. Се надам дека ќе ми кажете како ќе се прослушува албумот? Па покана за сите, да, ќе има она грамофон, плоча ќе се врти, мои 4-5 дигитални цртежи и ќе има промотивна цена на самата плоча, стварно, на 1200 денари ќе кошта, така да... Одлична бројка. Инаку, морам да споменам за публиката дека на почетокот на годината се случи официјална промоција, ако не се лажам, кога направи еден убав калабалак од луѓе. Сега е веќе гостување, значи Космика ќе си баш медиумска турнија, ама ќе патува, тоа е дефинитивно. Ќе патува, значи буквално и секој настап на некој начин е промовирање, нели? Би сакал да има и нова публика, што е прекрасно. Да има некаква и ајде малку ќе се фалиме некаква апсолутно едукативна нитка во однос на некакви нешта. Васко, ќе ми дозволиш да се каже после толку години работа. Ќе ми дозволиш сега? Морам, бидејќи сум, знаеш, ти кажав и зад камери, може, немам огромно творешто дома, вака, да кажам, од плочи, ама имам мало, меѓутоа многу значено. И, знаеш, кога во свет има таква мас продукција на музика, веќе ми е смешно прашањето, прашам колку албуми продадовте. Меѓутоа, сега се случува едно друго прашање се наметнува. Последниве неколку години се случува експанзија на ова, да речам, конзументска публика на винил плочи. Јас ти кажав со мојот пријател, кој што меѓу другото има повеќе од веќе сега 5-6 плочи во својот дом, една убава колекција на дискографија, фонотека. Каде да појдеме во било кој европски град? Прво нешто е да одиме во дискографска куќа или продавници за музички плочи. Така што се врати убавиот шарм и магија на купување на плочи. Верувам дека се одлучи да направиш некоја бројка од винил плочи 200, за конкретната публика. 200, од кои што 90 на 100 се продадени веќе, останати се 100 парчиња. И тоа е точно, дека ние сме сите во тој дигитален свет и таа некаква паралелна нитка на градење на убави мали капчиња дома иде у плюс на сите нас. Како не? Така да не е нешто напумпано као сказна еден природен плюс на нештото. Нема да излажам ако кажам дека од толку многу музика собрани се околу 40 на минути. Да, имав музика од 42 минути музика, едно компактно, целовито дело, кое што пеете, не знам, мислам. Не би зборувал многу. Не би зборувал, пошто имаме... Сосема соодветно време има, да знаеш. Инаку, метафора на Космика е? Метафора на Космика е една сказна во однос на
приватна моја сказна. Мислам, вистината е длабоко во однос на насловот таа дека моите родители има обичај татко ми во однос на тој женски свет, не знам, кога гледаме фудбал или нешто, кога има некаква конфронтација во однос кој канал да се гледа или што да се бира. Машки женски односи. Да. И онака дека жените се посебен свет, дека природно многу точно. И онака космос, нели? Као машки род. Машки род. Па добро. Овој пат као таа. А у суштина е картонско бродче, еколошко бродче, затоа што и естетиката е таа. Кој ќе го видиш цртешто, стварно асоцира и мириса на картон. апсолутно, затоа реков морам да ќе ми Има многу дозволиш. природа. Има многу природа у сето тоа. Има многу природа. Ако сега не знам, јас дали тебе или мене подобро не држи меморија, нема, ајде, две глави се многу поумни, добро колаборираат. Се сеќавам дека во некои наши давнешни времиња претходно или корона тој период, знам дека правевме интервјуа со тебе и знам дека нешто колку што ме држи некаква меморија, евокација на спомени, нешто дали се сеќавам промовиравме на кожа на соништа, можеби? Славко Јаневски. Срце? Да, тоа е прекрасно и мене ми е жал затоа што немав наративен момент во однос на Како него. што е овде, да речеме? Тука има. Ама тоа знам се дека- стои, можеби некој ден ќе биде издадено затоа што има исто прекрасни парчиња. Верувам, и тогаш нешто преслушувавме, се сеќавам, и ако тогаш од тие многу бројни креативни игри кои што ги имаше, и во кохезија со Славко Јаневски, овој пат одлучуваш тоа да биде почитуван од Блаже Конески. Мислам, најголемиот лингвист на сите времиња кај нас, Да, ќе кажам таткото човек. на македонскиот јазик. Така е. И се погодува кога минатата година имаше еден голем јубилеј, 100 годишнината од Блаже Конески. Да. Некако се споја коцките на некој начин тука со синоличка, која што така даде еден, со нашата првична средба даде еден позитивен импулс на целата работа, имајќи го нејзиниот фидбек во однос на таа нивна комуникација на некој начин, многу подиректна. И љубовта на мојот родител, говорејќи за таа една автохтоност, една автентична наша македонска нитка во однос на јазикот, која што е наш природен белег на нештата и правиот пат на движење. Голем човек, мислам. Како не? Мајска ноќ, Синоличка Трпкова, Момчило Бајагич, Владко Стефановски со песмата, како се викаше, Jednoj певачици. Jednoj певачици и Слободан Конјовиќ, Башта и Бранч. Тоа ќе го слушнеме. Бранч, тоа е превод на Ивона Берс со флигел на Зоран Казаков. Статиката, почетокот на самиот спот, не треба да ги плаши луѓето, едноставно, можеби тие пребрзи кадри денеска нас и ни даваат некои смерници на кои што не треба баш буквално да ги сваѓаме. Почетокот, првите 15 секунди се еден цртеж мој, кој што стои полека. Обсервација да направиме добра. Да, Понекогаш па и тие убаво, брзи слики за така и мене се отвара илустрација. албумот, се отвара со бренч, односно затоа што нема А страна, нема Б страна. Комотно може двете, мислам, чисто ради некаква асоциација на минати времења, лоцирано е врз основа на тоа А страна и Б страна. Го спомна Владко Стефановски, уште Да, мал прекрасен. број други уметници. Нема потреба да. Па сите. Да. А знаеш како директен ќе бидам. Дали ќе се случи можеби некаква турнија на вас? Јас сум музичар размислуваш тоа? кој што седи и работи дома. Знам дека си, имаш лабораторија. Па, своја? мој простор кој што работам многу долго време и тоа сум јас. Сега во однос на некаква турнеја или сега турнеја некаков настап, тоа ќе оставиме за многу по некакви други времења затоа што тоа треба да се спреми. Значи не е тоа нешто што треба да се бавам јас со импровизации или некакви Мислам дека не ни одликува сега, да, ама на минливост кој што малку ќе ја збрлават работава него,
барем 6 месеци, 7 година дена е спремање на еден настап. А ова е спремано долго време и затоа е прекрасно тука. Тоа е тоа. Како успеа од 3 часа музика да селектираш автентични 42 минути сега, бидејќи знаеш, тоа е еден голем опус. Кога долго време работиш на нештото, кога имаш дури и дистанца временска во однос на работите, кога имаш некакви обсервации во односи и на минатото, и на сегашното, и на иднината, можеш многу лесно да си играш. Ти се отвараат разни ангелчиња кои што ти дале одредени смерници. Ако те прашам... И има асоциации, албумот е полн со асоциации. Не само на овие простори, него и пошироко. Комуницирате се уште? Многумина знаат за биографијата на Васко Серафимов на времето Бајага, Беби Дол и така натаму. Комуницирате? Да, со Бајага сме, мислам, неаме мимо ова сега, неаме некој, сега кога бе по Београд пред месец дена на N1 има гостување и дадоа убав простор и сум благодарен. Се чувме. Мислам, некојаш се гледаме, ќе седнеме еднаш, не знам, ова ќе не почасти. Па он е тако една племените. Племените човек. Се сложувам. Помнам едно и единствено интервју, ми помнам дека е неоптеретен. голем човек, да. Па, сите, да, секако. Сите овде луѓе што се прекрасни. Ке само да прашам, во Капиштец, каде што спомнавте локацијата уште еднаш? Капиштец, поверете, драги пријатели, 19 часот, следната среда, 26 во Джези. Грамофон, космика, плоча, 4-5 цртежи. Во рамки на Младинскиот културен центар, така? Промотивна цена 1200 денари. Ке може да се набават на лице место. На лице место. Инаку, за овие 200 парчиња... Покана и до Телма. Со задоволство, ке се обидеме да бидеме присутни. Инаку, околу овие 200 парчиња, за големите пасионери конкретно за музиката и винил плочите, може да биде и премала бројка, иако далек има плюс тираж од винилот, или ова е сега Тоа треба да се разговара со издавачот, мислам, не, полека, не, чекор по чекор се оди. Таа некаква културна бројка на некој начин е и да човек не биде преоптеретен со некакви големи тиражи. Мислам дека тоа е наш добар потек. Ќе задржиме символиката, ајде, со таа убава бројка, ама ќе те чекам сериозно да ми го најавиш. Ова е поклон за Телма телевизија, да си влезе во вашата... Наша архива тука. Ваша архива. И ете, и голема благодарност за телевизија Телма. Само крај. Освен тоа што ќе можеме да се дружиме со тебе и да го преслушаме Космика, ова ќе биде во рамки на Младинскиот културен центар, кај нашиот познат Тошо, дали ќе го можеме да го набавиме? Да, го има во Југотон, во Југотон трговски центар, го има во аудиокултурата в Талиџе, тука еден исто преубаво катче, и МКЦ или 25 мај. Супер. Тоа се 3 места и така. Може да си го набават и таму. Супер. Васко, многу ти благодарам од срце за... Има нешто Ајде. Кое што е многу интересно, по случајност и добре за завршување. Вчера, пошто ми имаше условоден печат, по дефолт земав и Нова Македонија и прочитав еден уругвајски Едуардо Галеано, писател. Добро. Вика, единствен начин да не се повтори историјата е да ја чувате во живот. There is a point. Па, има доста од тоа тука. А е свежо. Фино. Компарациите секогаш постојат и врзивноста на уметноста во однос на тие невидливи додавки е прекрасна. Супер. Ќе одиме за крај со Бренч? Да. Уште нешто повторно со наратив, така ќе биде? Овој пат? Или е? Бренч, тоа е
Гранка. Превод од македонски на англиски Ивона Бернс. Зоран Казаков флигелхорна и Васко Серафимов на сајзер. Прекрасно. Еве така ќе се одјавиме. Ти благодарам уште еднаш за учеството во тоа. Многу ти благодарам, Во секој Марко, и пријатен ден. Па и продолжен викенд ќе посакаме Драги за гледачи. Да. Продолжен слушатели. викенд. И слушатели, така.